Nga partia e Mickovskit përmes një kumtese hovën kritika për skandalin në onkologji. Почитувани, здравството го тресат скандали 7 години. Последниот скандал со трговија со цитостатици на клиниката за онкологија е шокантен. Од една страна ни нудеа билборди за европско и бесплатно здравство, а од друга страна гледаме мафија во здравството. ВМРО ДПМН пред отприлика 2 години предупредуваше за ова што денес е актуелна тема. А пред околу 6 месеци медиумите почнаа да се занимаваат со темата. Значи, на МВР и министерот Оливер Спасовски им требаше многу време да реагираат и тоа само со предистрага. Потенцирано, иако знаеле за случувањата, ништо не презера. Разрешување директор на клиниката не е мерка, а во случајов само тоа го видовме. Освен замајување на јавноста, нема мерки со кои треба да се спречат ваквите случаи, кои како последица може да имаат и губење човечки живот. Për skandalin në onkologji, kryeministri Ковачевски paralajmëron sanksione. Изминатиот ден Министерството за внатрешни работи и обвинителството спроведува акција за обезбедување на докази во однос на можни злоупотреби кои што беа обзнанети во текот на изминатиот период. Јас лично како претседател на владата и политичката партија од која што потекнувам, ја поздравувам и поддржувам акцијата која што ја спроведува МВР и обвинителството. Се работи за наводи кои што се грозни и кои што не смеат да се случуваат, а за кои што наводи сме слушале во текот на изминатите 20 години. Ова е прв пат да биде спроведена една ваква обемна акција за идентификување на можни сторители на вакви дела. Исто така би сакал да повикам да не се прави сензационализам и напад на сите доктори и медицински сестри во државата, бидејќи најголемиот број од медицинскиот персонал кој што работи во нашата држава се извонредни луѓе, кадри, кои што се грижат за здравјето на нашето население. Секој криминал има своје име и презиме, има одговорност и задачата на Министерството за внатрешни работи и на обвинителството е да обезбеди докази врз основа на кои што ќе бидат идентификувани сторителите, а повторувам уште еднаш, од страна на претседателот на владата и од владата нема да има никакви интервенции во однос на заштита на било кого. Бидејќи се работи за навистина грозни наводи кои што се предмет на истрагата на МВР и на Министерството и на обвинителството. Ndiqni flaka për t'u informuar.